За употребата на разни видови музички инструменти во минатото во Македонија ни говорат фреските, иконите и резбите по нашите цркви и манастири, на кои се представени музички народни инструменти и состави во нашата земја. Во манастирот Свети Никита, село Горњани, Скопска Црнагора, на фреската Исмевање на Христа, потоа во црквата Свети Никола Болнички во Охрид, може да се следи какви се народни музички инструменти се употребувале и изработувале во тоа време. Зачуваните записи на историчарите укажуваат на фактот дека словените имале голема љубов кон музиката. Тоа го истакнува и византискиот теоретичар Теофилакт Симоката во хрониката кој ќе забележи. Кога Маврики ги покори аварите во Тракија, царските придружници заробија тројца мажи од словенско племе кои нема оружје, а носеа само цитари. На распитот изјавија дека тие негуваат свирење на цитари, а со оружје не умеат да ракуваат. Во едно патување од 14 век опишано од историчарот Грегора, се говори за големиот впечаток што на многу патници им го направиле свирките, песните и игрите на населението од Струмица. Тука многу јасно ги слушале кавалите и гајдите кои се повторувале и сменувале. Гајдата е претежно свадбарско-собирски инструмент, иако таа се употребувала и како пастирски инструмент. Таа била позната уште кај стариот антички свет и се нарекувала утрикулариум или тибија утрикуларис, што и денес е во употреба скоро низ целиот Балкански полуостров, а е присутна и во одделни краеви во Франција, а широко распространета во Шкотска како национален инструмент. Теренските истражувања потврдуваат дека инструментални состави од крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век се гајдите во придружба на даириња. Така, нашиот собирач на народното културно богатство Марко Цепенков ќе забележи. Во мое време во Прилеп беа познати Джакман гајдаджијата и Панта дајреджијата. И чешкиот фолклорист Лудвик Куба ќе каже: во секое село со словенско население сум се среќавал со свирачи на гајда. Во Македонија секое село си има свој гајдаджија. Гајдаджиските изработки, како занаетчиски производи, се од поново време. Тие почнуваат да се изработуваат од мајстори занаетчии кон крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век. И тоа како народно умење, што се усовршило во селото и преминало во градот како занает, бидејќи таму потрошувачката била поголема. Во текот на времето занаетот се пренесувал од колено на колено, од татко на син, така што и до ден денес е запазен во градот Прилеп. Тоа доаѓа од таму што Прилеп имал најдобри услови за развој на овој занает. До пред крајот на 19-тиот век тој е и најголемиот трговско-занаетчиски центар во Западна Македонија. Неговиот развиток го условила добрата природна и географска положба, бидејќи се наоѓал на меѓата меѓу две области – Пелагониската котлина и Повардарието, каде што се вкрстосуваат повеќе патишта. Во тоа време тука се развил и голем панаѓор кој ги олеснувал трговските врски од различни страни. Покрај другите стопански гранки, тоа многу го олеснило и развојот на занаетчиството, па и на гајдаджискиот занает.
Gajdađiството експонент на нашата културна традиција и народно умење, пополека изумира. Единствениот мајстор, кој до денес се одржал и се уште изработува гајди, е Јордан Петровски од Прилеп. Се изработуваат 3 вида гајди: поречка, тиквешка и полска прилепска, кои се разликуваат една од друга по должината на гајдарката и брчалото. Најдолга е полската гајда. Основата на гајдата е во кожата на јагнето или овцата. Затоа се обрнува особено внимание при изборот. Според зборовите на мајсторот, од секоја овца не може да излезе добра гајда. Се барама историја и во дерењето на јагнето. На крајот кожата се остава неколку дена во сол и стипса, за потоа да се испере со чиста вода. Гајдата не што изработувам јас лично да ја повалам, например, како мајстор, него тука има многу гајдачи што свира, например, низ околива кај нас и низ цела Југославија. Му имам работено на сите ансамбали, за радио телевизија, за радио Скопје, за Пеце Атанасовски, што ги свири гајде, сите јас ги имам изработено. И така, со таа гајда добиле вака добар успех, значи во самата народна македонска музика. Гадајчиството е занет вака доста прецизен од почетокот на праење на гајдата, дори да се заврши, до штимување, дори да почне да свири. Тој занет е доста прецизен. За да се изработи, вака едноставно гледа човек 2 дела во гајдата, 3-4 дела, повеќе таму. И кожа ли, во сите работи делува и на кожата делува, и на рогоите делува, и на писките, за штимање многу делува. И така, треба да му даш исправна гајата на еден музичар. Алатите со кои се изработува гајдата се рачни, најчесто ковачки изработки, а некои од нив можат да бидат и фабрички, како разновидните дурпии. Повеќе од овие алати се доста стари и биле употребувани уште во времето пред доаѓањето на старите словени на Балканскиот полуостров.
Особено Дребангот и Маткапот, за кои ни зборува и научникот Нидерле во својата книга Словенске старожитности, каде што пишува за материјалната култура на јужните Словени, а тоа го дознаваме уште и од разните археолошки наоди во нашата земја. Штавената кожа се чисти и се врзуваат роговите, тоест коштените делови на гајдарката, дувалото и брчалото. Дувалото се изработува од разновидно дрво. Зеленика, јасен, јавор, а може да биде и од орев. Покрај тоа се употребува и рог, најчесто од бивол и вол. Сировината до пред Втората светска војна се купувала на товар и се делела меѓу мајсторите. Денес тоа е индивидуална работа. Рогчињата на гајдата се изработуваат од воловски и биволски рогови. Процесот бара познавање и прецизно работење. Сите гајди се изработуваат на ист начин. Се разликуваат една од друга само по големината, бројот и гласот на гајдарката и брчалото.
Gajdadžijskiot zanaet bil najmnogo razvijen od 1912. godina do predvojната. Неговите производи биле многу привлечни и барани во нашата земја, па и надвор од неа. Тие се продавале во Грција и во Србија. Од сите производи, особено на цена, била прилепската гајда. Во Македонија се продавала во сите места, особено во Тиквеш, Штип и во Гевгерија. Се продавала најчесто во пазарните денови, а и на разни панаѓури, така наречен Костадин панаѓур или на Ѓурѓовден. Gajdadžijskiot zanaet не бил многу ценет од народот, но затоа пак, ниједна веселба без гајдаџија не можела да се замисли. Тоа доаѓало од тому што се сметало дека гајдата била изработена од ѓаволот. Порано се прикажуваше меѓу гајдаџиите во Прилеп дека кај народот е присутно верување, постои легенда дека гајдаџискиот занает настанал од ѓаволот, бидејќи тој прв ја направил гајдата. Гајдата денес е претежно собирско-свадбарски инструмент, но во некое мариовско село може да се види дека таа е и пасторален инструмент, кој во карактеристичните ситуации го заменува овчарскиот кавал. Во моменти кога селото ја губи својата изворност и автентичност,
Гајдата ја оживува народната традиција. Незиниот звук се уште се негува кај луѓето од селото Долнени, кои својата уметност ја пренесуваат и надвор од Републикава. Непобитна е констатацијата дека занаетот изумира, а со него и овој музички инструмент во нашата земја. Ретки се оние како Трајче Трајковски, кои домашната седенка и веселото расположение го исполнуваат со гајдата. Се повеќе гајдата е надвор од селото, како особен рустикален експонент и карактеристика. Уште е во рацете на овчари и играорци, додека набргу за секогаш не се загуби и не влезе во неминовноста на заборавот, како ретко културно богатство на македонскиот народ и неговата некогашна секојдневност.